Колегата Мартин Николовски ќе зборува во продолжение со Сузана Турунџиева, која што го предводи женскиот хор Фрида од Македонија. Сушно станува збор и за еден проект музикотерапија, како успева со сето тоа да се поттикне музиката малку повеќе во делот на терапијата, како успева Сузана со незиниот хор, но не само како што веле да исцели душата, туку и во делот на третман и по прележани одредени состојби, здравствени состојби, но и како превенција за некои состојби, малку повеќе да ја стави на пиедестал музикотерапијата, што таа значи за нашиот организам и колку таа може да ни излекува и на кој начин да ја применуваме. Колегата Мартин Николовски ќе го искористи овој разговор во кој што ќе зборуваат и за концерт, еден кој што треба да се случува малку повеќе да зборува и за овој третман. Мартин, те слушаме со внимание. Јована, благодарам за прекрасната најава. Токму така утрово разговарам со мојата сограѓанка од Битола, но и колешка по професија Сузана Турунџиева, која е основач и диригент на женскиот хор Фрида од Македонија. Сузе, добро утро и добре дојде во утринската програма Македонија наутро на македонската телевизија. Добро утро, Мартин. Поздрав до сите гледачи на македонската телевизија ова свежо октомвриско утро и драго ми е што ја имам таа чест да проговориме за она што ни предстои. Токму така. За почеток на овој наш разговор, од каде потекна идејата за да го формирате женскиот хор Фрида од Македонија и што значи всушност името Фрида? Јас сум многу интуитивна личност и целиот свој живот си ја следам интуицијата и се дојде едноставно ми се даде, ми се каже дека треба да обединам една голема женска група која на почетокот беше мала и никој не ни предпоставуваше дека денеска ќе биде тоа голема женска заедница исполнета со жени кои си ги остваруваат своите детски соништа. Името Фрида е всушност Фрида Кало ни беше инспирацијата на сите. Мене најмногу затоа што јас од дете се восхитував на таа голема мексиканска уметница и на сите понори низ кои таа поминувала, а сепак оставала еден силен печат. И ми се чини дека е најинспиративниот лик во светот на уметноста, кој ден денеска многу години после нејзината смрт таа инспирира, мотивира, особено ги мотивира жените да изнајдат сили дури во ситуации кога ни се чини се невозможно. Поводот за нашиот денешен разговор е токму предстојниот концерт Фрида музикотерапија. Како ја поврзувате музиката со терапијата? Јас од секогаш ја чувствував исцелителната моќ на музиката, иако тоа беше на несвесно ниво. Во првите 20 години од мојот живот веројатно сум ја применувала како терапија, но на несвесно ниво. Многу подоцна кога почнав да ги осознавам нештата, кога почнав да се слушам себе си и да ги чувствувам и придобивките од музиката, сватив дека е таа вистинска терапија, тогаш животот им е поврза со некои луѓе кои имав можност од нив многу да научам, а и јас малку себе си да се надградам во таа смисла, така да нас ни е музикотерапија секоја проба, секој ден помеѓу пробите, бидејќи ние сме и тоа како силно вмрежени и поврзани, сите три групи во кои членуваат по некаде од прилика 50 на Фриди, така да јас имам една армија од 150 жени кои што се рамни на некое големо производство. Секоја фабрика ми се чини дека нема 150 жени, но еве јас имам и ние произведуваме радост, љубов и музика. Сузе, Фрида постои релативно краток период, но остави голем и силен впечаток кај публиката. Што го прави овој женски хор толку посебен, но и популарен меѓу јавноста? Па веројатно станавме популарни поради искреноста, едноставноста со која допираме, несовршеноста со која сме горди, затоа што никој не е совршен, па и ние не престануваме да повторуваме дека сме аматерски женски хори, дека тој аматеризам го дигнавме на едно високо ниво во кое многу свесно и многу одговорно, студиозно ги работиме сите нови композиции и веројатно таа искреност дека ние немавме некакви не знам какви
планови големи, ниту планиравме да ги фрлиме во сенка професионалните хорови во нашата земја. Напротив, ние сакавме да направиме и изградиме приказна, поточно јас, на еден забавен терапевтски хор во кој ништо нема да се мора, ама се ќе се може. Токму така, споменавте армија од повеќе од 150 жени. Колку е важно ова женско сестринство, но и соработка кога станува збор за изведби? Напоменавте дека станува збор за аматерски хор, меѓутоа вие сте подобри од професионалните. Па не би рекла дека сме подобри, може би репертуарот ни е малку попривлечен за уво. Може би пееме еден репертуар кој што никогаш нема да излезе од мода. Тоа се хитови од 60-тите, 70-тите, па има нешто и од 80-тите години. Тоа го правиме со голема страст, со голема љубов и со многу експресија во нас. Тоа го пренесуваме и веројатно тоа публиката која не е музички квалификувана да оди на хорски концерти, тоа многу го прими со една симпатија. И затоа може би не доживуваат дека сме подобри. Јас не би рекла дека сме многу подобри, но сме доволно добри за да јас можам да кажам со право дека се гордеам со она што го создадов. Суза, и за крај на овој наш разговор, што е она што ќе биде изведено во рамките на есенските музички свечености и на концертот Фрида музикотерапија, и ајде да упатиме на покана до нашите гледачи кога и каде ќе се одржи овој концерт? Да, концертот ќе се одржи во недела, на 2 октомври во 20 часот во Музеот на македонската револуционерна борба. Ќе изведеме повторно хитови од 70-тите и 80-тите години. За прв пат хорот ќе изведе и 2 композиции кои биле омилените песни на Фрида. Тоа се 2 стари мексикански песни кои што ќе бидат подарок за нашата публика. Ќе испеам и јас една композиција, бидејќи откако постои хорот наваму непрестано во моето сандаче пристигнуваат пораки зошто ти не пееш. Со Фридите туку пеат само тие, така да еве тоа ќе биде и одговорот од мене и подарокот за мојата публика и сите кои ме прашуваат, и јас ќе испеам една омилена песна на Фрида. Нашата химна, песната е Лек, која што навистина за неполни 6 месеци доби многу поддржувачи, многу луѓе кои што си ја потпевнуваат, и јас сум горда на таа песна што за кратко време се наметна во многу домови и ја пеат дури и многу деца. Сузе, ќе ни биде задоволство да присуствуваме на концертот во недела. Благодарам за разговорот и што бевте ова утро дел од јавниот сервис и од утринската програма Македонија на утро. Благодарам премногу и поздрав до студиото, поздрав до сите гледачи на македонската телевизија. Благодарам. Разговаравме со Сузана Турунџиева, основач и диригент на женскиот хор Фрида од Македонија, како најава за концертот Фрида музикотерапија, што ќе се одржи во недела во Музеот на македонската револуционерна борба. Јована?